Почитувани, Шилегов е најнеспособниот градоначалник во модерната историја на Скопје. Поради неговата неспособност, Скопје се повеќе наликува на запуштен град. Со денови, граѓаните се жртва на кучињата скитници, кои напаѓаат, касаат и ги травматизираат граѓаните. Власта, на која устата им е полна со Европската Унија и НАТО, а чиј представник е и Шилегов, треба да знае дека во Европската Унија не се оди со полни улици и плоштади со бездомни кучиња кои ги касаат граѓаните, но и туристите, оставајќи негативна слика на секој посетител поединечно. Енормно е зголемен бројот на граѓани кои нападнати од кучињата скитници се јавуваат во скопските болници. Граѓаните се преплашени. Не се безбедни ниту младите, ниту возрастните. Шилегов носи директна вина за огромниот број кучиња скитници низ градот Скопје. Градот нема направено ништо во насока на стационирање и третирање на кучињата во стационарот Вардариште, кој повеќе е празен отколку исполнет со заловени кучиња. Имено, и покрај тоа што постои програма за заловување и третирање на бездомните кучиња во градот Скопје, донесена од Советот, според она што го гледаме, таа не се применува. Кучињата скитници се директна опасност за граѓаните и треба соодветно да се третираат. ВМРО ДПМНЕ му препорачува на Шилегов, доколку не знае што треба да направи, доволно е само да ги продолжи проектите кои во голема мера беа отпочнати од ВМРО ДПМНЕ во минатото. Потребно е зголемување и осовременување на капацитетот на опремата за заловување, како на возилата, така и на специјалната опрема за таа намена. Заловените кучиња, кај кои е констатирано дека се агресивни, веднаш да се заловат и карантински да се третираат пред да бидат вратени. Изработка на регистар од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство на домашни миленици, за потоа да се изврши чипирање на регистрираните домашни миленици, а потоа и на кучињата бездомници, со што јасно ќе се разграничи состојбата на континуиран прилив од домашни миленици во бездомни кучиња. Изградба на мини стационари за кучиња во неколку скопски општини, каде за тоа постојат услови. Граѓаните чекаат резултати. Скопјани не се должни со сопственото здравје да ја плаќаат неспособноста на Шилегов, кој едва изврши едно обично прскање против комарчи. Градот заслужува одговорност и работа. Скопјани сакаат чист и безбеден град.